Најпрво сакам да ги поздравам сите присутни. Ова е прв ден после отпочнувањето на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија. И како што кажа вчера во својата објава вице-премиерот Битичи, треба од прв ден да се фатиме со работа. А поголема работа од изградба на железнички коридор 8 помеѓу Република Северна Македонија и Бугарија и Република Северна Македонија и Албанија за поврзување на Црното море и Јонското море на денешен ден нема. И затоа сакам да ги поздравам првиот вице-премиерот за економски прашања, вице-премиерот за европски прашања, почитуваниот министер за транспорт и врски, министерот за финансии, министерот за животна средина, директорот на ЈП Железници Харило Квенец, почитуваните амбасадори на Република Турција и Австрија, представниците на Европската банка за обнова и развој, представниците на Европската делегација, представниците на компаниите Саваш, Штрабак, Ѓулермак и Министерството за транспорт и врски. Ми представува огромна чест и задоволство што со потпишувањето на денешните договори помеѓу јавното претпријатие за железници и фирмите изведувачи започнува еден мощен важен процес на ревитализација на неколку делници со вкупна должина од 96 километри, по кои непречено и ефикасно ќе се одвива железничкиот сообраќај во земјава, а кој ќе придонесе за забрзан регионален и економски развој. Станува збор за инвестиција од 200 милиони евра, во која се планира ревитализација на коридорот 8 на делницата Куманово-Белјаковце, делницата Белјаковци-Крива Паланка, како и ремонт на делницата Ногаевци-Неготино на коридорот 10. Градежните зафати кои ја опфаќаат ревитализацијата покрај подобрување на техничките карактеристики на пругата, ќе обезбедат целосно модернизирање на европските стандарди преку изградба на нови мостови, поставување на нови сигурносни уреди, изградба на нови железнички станици и така натаму. Честитки за институциите за успешно спроведената комплексна постапка за избор на изведувачи согласно правилата на ЕБОР и честитки за избраните компании од кои очекуваме навремена и квалитетна изведба согласно со договореното. Реализацијата на планираните инвестициски вложувања во железничката инфраструктура во коридорот 8 и 10 е исклучително важен проект од кој придобивки ќе имаат и Република Северна Македонија, но и регионот. Ова е последниот од неколкуте големи инфраструктурни проекти со кои се заокружува идејата за Северна Македонија како раскрсница на Балканот, а кој ќе овозможи регионално поврзување и интеграција на Република Северна Македонија со европските железнички коридори. Инвестицијата воедно ќе обезбеди и отворање на нови европски рути за железнички превоз и ќе не поврзе со пристаништата во Албанија и во Бугарија. Регионалното поврзување од овој тип е исклучително важен момент за нашата економија. Со оваа инфраструктурна инвестиција се отвораат и практично обезбедуваат нови пазари за домашните компании. Нашите компании полесно и побрзо ќе се поврзат со регионот и пошироко, што отвара многу нови можности за просперитет и економски развој. Алтернативните рути кои ги обезбедува оваа инвестиција во крајна линија ќе значат и поевтин транспорт за компаниите, намалувајќи го товарот во стопанството кое го носи економската и енергетската криза во која се наоѓаме. Инвестицијата несомнено ќе значи и подобрување на макроекономските параметри на државата, значени во време на глобална економска криза. Со рехабилитацијските зафати на коридорот 8, по речиси 30 години, железничката пруга која ја поврзува Република Северна Македонија со Република Бугарија станува реалност. Овој проект ќе биде од пошироко значење и за стопанството, за бизнисот, но и влог во Европската агенда за функционално железничко поврзување на целиот регион. Пристапувањето во Европската Унија покрај тоа што е политички процес, воедно и процес на инфраструктурно и економско поврзување. Овој процес се движи паралелно и е подеднакво важен бидејќи носи опипливи придобивки врзани со подобрување на бизнис климата, но и со подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Пред нас е уште еден доказ дека политиката на пријателство, добрососедство и соработка значат развој и поединечно за двете земји, но и за регионот. Кога постои волја, тие политики лесно и најпрактично се преточуваат во конкретни, реални и остварливи цели во интерес на граѓаните. Тоа е нашиот фокус и нашата заложба да се поврземе со земјите од регионот на начин кој ќе овозможи просперитет за сите, а со кој граѓаните ќе бидат економски зајакнати.
Регионалниот развој и соработка, како и досега, останува наш приоритет. Воедно, импактот кој инвестицијата ќе го има врз развојот и реформите во железничкиот сектор се несомнени. Реформите се долг процес, но тие представуваат неопходен предуслов за железнички транспорт каков што сите посакуваме, подеднакво развиен, безбеден, брз и еколошки како и во земјите на Европската Унија. Придобивките од развиениот железнички транспорт се неколкократни и затоа ние треба да продолжиме да работиме на модернизација на железницата преку заеднички проекти со нашите партнери од Европската Унија со цел ефикасна и модерна железничка мрежа во регионот. За крај, навистина сум задоволен што овој проект доаѓа веднаш по вчерашниот историски ден за Република Северна Македонија. Ова, како што кажав, е практична имплементација на добрососедски политики и е добар патоказ во која насока треба да се движат работите и на политички и на економски план. Вчера пред присутните 27 земји членки посочив дека Северна Македонија е природно поврзана со Европската Унија. Европската Унија е наш главен трговски партнер. Нашата економија е нераскинливо структурно поврзана со таа на Европската Унија, не само во поглед на трговската размена, туку и поврзана со севкупните релации помеѓу деловните субјекти. Оваа денешна инвестиција ќе придонесе овој партнерски однос да се продлабочи и да се развива. Граѓаните на Северна Македонија заслужуваат и очекуваат забрзан развој кој ќе обезбеди повисок стандард. Храбрите, тешки и патриотски одлуки кои ги донесовме, од денес се преточуваат во конкретни проекти кои ќе обезбедат севкупен развој. Она што е важно е дека имаме јасна визија за иднината и ја движиме државата напред. Северна Македонија економски, политички, општествено ќе се развива, а денешните и идните генерации градиме демократско, европско општество во кое граѓаните ќе се економски напредни со подобар квалитет на животот. Ви благодарам.